Денешнава лекција е основни тригонометриски функции: синус, косинус, тангенс и котангенс. Често во математиката ги спомнуваме овие тригонометриски функции, но сега подетално да ги објасниме што точно представуваат. За најлесно да сватиме што представуваат овие функции, можеме да се послужиме со овој координатен систем каде што е упишана кружница со теме О и основен радиус единица. Во степени представено, тригонометриската кружница почнува од 0 степени, значи доколку нацртаме некој агол, да речеме алфа, од 0 цел круг да затвориме, достигнуваме до 360 степени, или подоцна ќе зборуваме тоа колку е во радијани. 360 се представува како 2π. Сега да објасниме точно што представуваат основните тригонометриски функции. Ќе почнеме со синус. Ќе го искористам овој цртеж да објаснам како што представува тригонометриската функција синус. Значи, доколку нацртаме една права со некој агол алфа. Еве го аголот алфа и правата, нека ја наречеме правата П. Делот кој што го пресекува правата П со кружницата ќе го означиме со големата буква П, да речеме. И сега, ако оваа права ја проектираме на x координат, на x и y координатниот систем. Ако ја проектираме на x, значи одиме паралелно со y оската. Тоа е тука. И на y оската. Значи, проекцијата на оваа права е тоа ќе е на x оската px, додека на y оската е py. Овој дел образуван од кој се проектира на y оската представува синус. Значи, големината на овој дел представува синус. И можеме да запишеме дека синус од аголот алфа представува спротивната страна, значи P y врз должината од координатниот почеток до точката P. Значи, а таа должина ни е еднаква на единица. Значи, синус од аголот алфа е еднакво на проекцијата на y оската py, или тоа е еднакво на y. За косинус од аголот алфа ќе заклучиме дека се проектира на x оската, значи добиваме косинус од аголот алфа е еднакво на налегнатата страна px врз хипотенузата на овој триаголник, тоа е еднакво на единица, или добиваме дека косинус од аголот алфа е еднакво на самиот px, или тоа е еднакво на x оската. Значи, на овој начин ги објаснивме функциите за синус и косинус од аголот алфа. Синус секогаш ќе запамтиме дека се проектира на y оската, а косинус на x оската. Сега, битно е и во кој квадрант се наоѓа, тоест каков е аголот алфа. Во овој случај ние го нацртавме во првиот квадрант, значи еве го првиот квадрант, ова е втор квадрант, трет квадрант и четврт квадрант. Првиот квадрант гледаме дека позитивна е x оската и y оската. Во вториот квадрант имаме негативен дел на x оската, а позитивен дел на y оската. Во третиот квадрант и двете оски припаѓаат во негативниот дел,
а во четвртиот квадрант x оската е позитивна, а додека y оската е негативна. Значи тука цртаме негативно за y оската, тука за x оската негативно, додека тука во овој дел е позитивно y и x тука е позитивен. И сега, во зависност од тоа каде се наоѓа, колкава е големината на аголот алфа и проекцијата соодветна на x и y оската, го добиваме резултатот за синус и косинус. Во овој случај, бидејќи аголот алфа се наоѓа во првиот квадрант, за вредноста на синус и косинус ќе добиеме позитивен број. Доколку аголот алфа се наоѓа во вториот квадрант, проекцијата на y оската е позитивна, така да за синусот ќе добиеме позитивен број, а додека за косинус ќе добиеме негативен, бидејќи оваа оска е негативна. Сега тоа истото се важи и за третиот и за четвртиот квадрант. Сега на наредниот слайд ќе објасниме за тангенс и котангенс. Да избришеме оваа слика. Тангенс и котангенс. Прво ќе представиме тангенс. Тангенсот ќе го представиме на следниот начин. Доколку повлечеме права линија која што е паралелна со y оската и поминува низ координат, ја сече x оската во ова теме. Исто така ќе нацртаме една права пододелен агол алфа. Ево аголот алфа. Оваа права ја значуваме со P, а додека оваа проекција е на y оската. Ова теме ќе го крстиме со буквата P големо. Значи, овој дел образуван од темето P до оваа точка, која што ја сече кружницата, овој дел ни представува тангенс од аголот алфа. Тангенс од аголот алфа. Во зависност од големината на аголот алфа, добиваме вредности на функцијата тангенс од алфа. Доколку аголот алфа лежеше на x оската, значи е паралелен со x оската, во тој случај тангенс од алфа ќе ни беше 0. А доколку алфа се поклопува со y оската, тогаш тангенс од аголот алфа гледаме дека не ја сече оваа оска, туку иде горе во бесконечност. Тоа значи дека тангенс од 90 степени, значи алфа во тој случај би бил 90 степени или пи пола, во тој случај тангенс од алфа е еднакво на бесконечност. Или представено преку основните синус и косинус тригонометриски функции, тангенс од алфа е секогаш еднакво на синус од аголот алфа врз косинус од аголот алфа. Или претходно рековме дека синус од алфа е еднакво на y, а додека косинус од алфа е еднакво на x. Значи тангенс од алфа е еднакво на y, тоа е проекцијата на y координатата врз проекцијата на x координатата. За котангенс важи обратното, бидејќи котангенс функцијата е реципрочна вредност од тангенс функцијата. Котангенс е еднакво на 1 врз тангенс. На истиот начин како што ја нацртавме функцијата за тангенс, само да одберам друга боја. Овој пат ќе одбереме со жолта. Ја цртаме права која што е паралелна со x оската, за да обележиме, да прикажеме функцијата котангенс од некој агол алфа. И ќе го нацртаме истиот агол алфа. Оваа точка тука
големината од темето Т до новата точка П се представува функцијата котангенс од аголот алфа. Значи, котангенс од аголот алфа, котангенс од аголот алфа е еднакво на проекцијата x на x оската врз проекцијата на y оската. Или тоа е еднакво на косинус од аголот алфа врз синус од аголот алфа. Како што претходно појаснивме за околу знакот на функцијата и за синус и косинус, истото важи и за функциите тангенс и котангенс. Во зависност од тоа во кој квадрант се наоѓаат, таков ќе биде и знакот. Тоа можеме да го видиме од следната табела. Значи, на оваа табела се представени сите тригонометриски функции и нивните квадранти. Кажавме, во зависност од синус и косинус, во кој квадрант се наоѓаат, значи знакот на таа тригонометриска функција. Доколку се наоѓа во првиот квадрант, бидејќи x и y оските се позитивни, сите се позитивни. Сите тригонометриски функции се позитивни. Синус, косинус, тангенс и котангенс. Во вториот квадрант синусот е позитивен, сите останати се негативни. Во третиот квадрант синус алфа, косинус алфа се негативни, додека тангенс и котангенс се позитивни. И во четвртиот квадрант синусот алфа е негативен, косинус позитивен, тангенс и котангенс се негативни. Тоа е од овој цртеж. Сега да кажеме неколку збора околу зависностите на тригонометриските функции. Доколку го нацртаме триаголник, правоъгълниот триаголник ABC, соодветно кај темето А припаѓа аголот алфа, а спротивната страна е А. Темето Б, аголот што го образува е бета, спротивната страна е Б. И наспроти правиот агол 90 степени се наоѓа страната С, која е најголемата страна на триаголникот и се нарекува хипотенуза, додека страните А и Б се викаат катети. Од Питагорова теорема знаеме дека А на квадрат плюс Б на квадрат е еднакво на С на квадрат. И од правилото за агол во триаголник знаеме дека внатрешните агли на еден триаголник се 180 степени. Или бидејќи аголот С гама е 90 степени, тогаш алфа плюс бета образуваат 90 степени. И како претходно што кажавме, функцијата синус е еднаква на спротивната страна врз хипотенузата, додека косинус е налегнатата страна врз хипотенузата С. Тангенс од алфа е еднакво на синус врз косинус од алфа, или тоа представува спротивната страна врз налегнатата, а додека котангенс од алфа е спротивно од тангенс од алфа, тоа е еднакво на страната Б, тоест налегнатата врз спротивната страна. Секоја тригонометриска функција од даден остар агол алфа е еднаква на соодветната кофункција од неговиот комплементен агол бета. А комплементни агли знаеме дека алфа плюс бета е еднакво на 90 степени. Тоест, синусот од алфа е еднакво на косинус од бета. Значи, комплементниот агол од алфа и бета. А косинус од алфа е еднакво на синус од бета. Или тангенс од алфа е еднакво на котангенс од бета и котангенс од алфа е еднакво на котангенс од бета. Сега, бидејќи претходно спомнав
околу степените имаме два начина на прикажување. Значи, основната скала е и радијани, степени можеме да ги претвориме од степени во радијани и обратно. За претворување сега на следнава слика да објасниме дека аголот може да биде представен во степени или во радијани. Преку овие две формули можеме да ги претвориме вредностите доколку знаеме од степени во радијани или обратно, ако знаеме аголот во радијани, да пресметаме колку е тој во степени. Значи, со замена на вредноста за степен или за радијан, можеме да добиеме соодветниот агол. Тука во наследнава слика е дадена една таблица на основните агли, кои што најчесто се користат при решавање на задачи во математиката, така да можеме да ги прочитаме. Ако аголот алфа е 0 степени, во радијани е 0. Аголот алфа е 30 степени, во радијани е пи шестинка. За 45 степени е пи четвртинка, за 60 степени е пи третинка, за 90 степени е пи половинка. Еве ќе земеме сега еден пример. За 90 степени да докажеме дека е пи половинка. Ја земаме следнава формула, а за аголот алфа пишуваме дека е 90 степени и за да добиеме колку е во радијани. Значи добиваме пи пута 90 врз 180. Од тука можеме да видиме дека 90 степени со 180 ќе се скрати со 90 степени, горе добиваме 1, доле добиваме 180. И од тука, бидејќи доле добиваме двојка, за радијаните добиваме дека е еднакво на пи половинка. Значи, за аголот 90 степени, во радијани е пи половинка. Соодветно на тоа, доколку ги примениме и другите агли во таа формула, ќе ги добиеме следните бројки. За 360 степени, тоа е еднакво на 2π. Сега да земеме обратно, да речеме 2π, знаеме во радијани, да пресметаме колку е во степени. Тоа ќе користиме другата формула, на местото на r, кој што ни представува радијани, пишуваме 2π и сега ја решаваме равенката 180 по 2π врз π. π со π ќе се скратат, горе останува двојка, значи 180 по 2 еднакво на 360. Значи аголот алфа е еднакво на 360 степени.